Здраве, секси мал пие се за денеска. Главен спонзор на нашите епизоди е Шурчак. Премиум тестове за бременност кои што веќе 2 децении на сите жени и девојки широм светот им возможуваат брз, лесен и точен пристап до информации до нивниот статус за бременност, со дури 99% точност по само еден ден за доцната менструација. Сега на еден Шурчак ви благодариме за вашата поддршка. Дечки, заследете ги на нивниот Инстаграм и TikTok профил, линкот секако во био и уживајте во новите епизоди на Секси Мало. Чао! Здраво, дечки, добродојавте во нова епизода на Секси Мало. Денеска на гостин е Теодора Милевска, која е основачката на Период Скопје и воедно и дел од радио емисијата на Секси Мало, така што многу ми е мило што можеме да вклучиме во наследството, ова е следната генерација. Супер, фала ти многу Мелени за поканата и многу ме мило што јас сум денеска тука со вас во новата верзија, новата руба на Секси Мало. Thank you. Во сега случај денеска зборуваме за менструална сиромаштија и прво планирав ова да го најавам како увозен термин, меѓутоа сватев дека кај нас ова е толку вонземски конструкт што треба помине 10 интергалактички царини пред да стигна. Мислам, ја прв пат го слушнав овој термин на 20 години, јас сум дел од активизмот што се занимава за сексуално репродуктивни права. Така што кога прв пат ти го слушна ова и што значеше тоа за тебе? Мислам ја кажам дека тука негде сме биле со возраста од која сум го слушнала терминот. Прв пат мислам дека го слушнала во 2018 кога имаше првото истражување на оваа тема во нашата држава, каде што излега и не многу поразителни статистики дека нели сега 15% од девојките во нашата држава користат крпевисници и други материјали за одржување на менструална хигиена, ама дури 2 години подоцна нака малку посериозно почнавме да зборуваме на оваа тема и така без да го расшириме поимот менструална сиромаштија. Денеска дури зборуваме за менструална правда. И многу ме мила дека нели никогаш се сеќавам на почетокот јас кога прв пат зборував за менструална сиромаштија, бев како не измислевме нов вид на сиромаштија, ова си постои, само многу ни е важно да дадеме нели име кое ќе биде специфично за каков вид на сиромаштија станува збор. Денеска веќе зборуваме за менструална правда, каде што малку по позитивно го правиме фреймингот на што значи да се биде општество во кој има менструална правда и што значи да се биде девојка и жена која ужива менструалната правда. И ова сте релативно нови термини кај нас, но мислам дека во моментот сме бум на менструално движење во нашата држава. Многу ми е мило. Дали може да ни дадеш малку контекст, што опфаќа менструалната сиромаштија? Да, значи кога зборуваме за менструална сиромаштија, не зборуваме само за немање на менструални волшки. Тоа е, да речеме, еден од најпипливите моменти на менструалната сиромаштија, односно на достигот на средства, места каде што може да имаме бесплатни менструални производи. Менструална сиромаштија исто така значи немање на инфраструктура, односно тоалети, места каде што може да се менаџира со менструалната хигиена и со менструалното здравје. И уште една многу важна компонента, која не знам, дефинитивно моја централно поле на застапување, тоа е и образованието, односно информациите за менструацијата и за менструалното здравје. Last but not least, тука сваѓаат и политиките, односно политики со кои се возможуваат еднакви можности за лицата што менструираат. И ова може да звучи многу политика, што значи тоа значи имање низок данок или немање чување на менструалните производи, тоа значи бесплатни менструални производи во училишта, тоа е исто така дел од политиките, како е релативно нова тема на нашето подречје, тоа е менструалното отсуство. Фала ти многу и фала ти што го спомна делот со инфраструктурата, односно немање на услови каде што можеме да ги живееме некои од основни потреби. Баш пред некоја време излезе статија на Медуза, односно се викаше војната во која што женските тела ги изгубија своите права, и тоа е сведоштво на една палестинска поетеса за своето доживување при менструација во текот на 10-дневен престој во скривалиште каде што имала субхумани услови. Односно жената зборува како додека имала добиено, морала немала прв пристап до менструални производи, немале ниту функционален тоалет и никако имале некои импровизирани услови каде што се покривале со завеси, па тоа било тоалет и просторијата што ја делала со други 10 членови, не сум сигурна дел од нив секако биле мажки, било страв да не остави трага, односно да не протече на постелината. Меѓутоа не мора државата да е во комплетен распад за да нарушува дел од правата на пола популација. Така што како нашето македонско општество системски некако допринесува за менструалната сиромаштија кај нас?
Да, па можам да кажам дека иако имаме доста прогрес на ова поле, се намали данокот од 18 на 5%, сепак стигмата е она што останува. А тоа е најчесто поради тоа што немаме образование. Буквално се враќам од филмскиот караван во Кавадарци, каде што гледав Period End of Sentence, тоа австралски документарец за менструална сиромаштија, која гледа, не знам, приказната на жени од рурално дело во Индија. Еден од започуците на таа дискусија дека добро, ние можеби имаме многу повеќе пристап до менструални производи. Она што е исто со тој филм и тоа што ние го живееме денес е таа менструална стигма. Како се смешкаме, како си подаваме волшки под маса, како сметаме дека ова е нешто што е женска работа. И моментот кога не зборуваме за истото, кога не се educираме, како влие на тоа да си обстојува оваа стигма, јас никогаш не рекувам и тишина која те убива на некој начин и едноставно придонесува кон не креирањето на политики исто така, бидејќи ние не зборуваме за менструација до пред 2-3 години менструална сиромаштија, од кога почнуваме да зборуваме, од кога имаме прекрасни истражувања кои ни дозволуваат да правиме застапување кој е базирано на податоци, на факти, малку полесно ги навигираме овие патишта. Оно што можам да кажам е дека имаме доста прогрес во вклучувањето на менструалната сиромаштија како еден приоритет, па така не знам, ова чисто го спомнувам во новиот акцијски план за стратегија за млади имаме точка за бесплатни менструални производи во основни и средни училишта. И сега моментот е дека таа ставка нема финансиски индикатор, односно импликација. Тоа значи дека владата, државните институции велат да, ова е проблем, ова треба да го направиме, ама нема потреба од пари за ова. И сега не требаат волшки, ама исто така нема потреба за пари, не знам од каде паѓаат тие волшки. Тука многу често општините се оние што се лутат и сакаат леле, кај се да ги најдеме парите, само некои нови работи се прават. Така што делот на финансирање на ваквите политики би рекла дека исто така доста голем проблем. И исто така образованието, пак ќе се навратам на тоа, ние немаме образование за менструација во склоп на училиштата. Најчесто кога се држат вакви презентации се на товарот на организации, компании кои сакаат да си го испромовираат нивниот производ и првата грешка што се прави е што велат: "Океј, девојчињата нека останат во училна, машките надвор. Ова не е за вас." Па и тука исто така ние едуцираме со некои повеќе информации повод луѓето што менструираат, останатите нема потреба да правиме муабет со вас, ние живееме заедно во исто општество, правиме заедно политики, така што не можеме да очекуваме големи промени, особено вредностни промени за покривање на разговори на оваа тема, кога одлучуваме или постојано ги исклучуваме момчињата и мажите од истата дискусија. Каде што го спомнам моментот за бесплатните производи, сега непосредно поставија по факултетите диспансери, мислам дека тоа многу значеше на сите, мислам нека со на секој просечен македонски маж е германска плата, на секоја просечна македонска жена е ирската полиса за бесплатни менструални производи. Исто така ме радува што се почесто по кафичи забележувам дека остануваат бесплатни улешки, бесплатни тампони, влажни марамчиња, се што ни е потребно. Исто така честиташ, што мислам дека вашата организација ја намали таксата на овие производи од 18 на 5% и верувам дека тоа многу значи за оние кои што можеби не можеле да се приуштат. И во рамки на вашите истражувања беше приметив дека 67% од девојките во Македонија били учени дека всушност менструацијата е нешто срамно. И некако инцидентно ми се поврза со концепт што го учев по предмет семиотика на телесното, не знам колку ти имаш слушната за постојање на менструални колиби. Да, значи дури во Македонија менструални колиби се посебни кукички вообичаено изградени од сено, од трева, во моментот се присутни во Непал и на други места низ светот, каде што жените кои што менструираат буквално свесно се изолираат од семејството и од општеството, бидејќи менструацијата се смета за нешто и духовно и физички прљаво и тие мора да седат изолирани, не смеат да имаат контакт со храна, не смеат да имаат контакт со никој, им оставаат храна надвор, не смеат да контактираат со никој надвор да прават муабет, обично седат затворени во тие колиби. Има голем број на смртни случаи поради задушување, поради инфекции, поради каснатици од змија во тропските предели. Меѓутоа ова не е далечен Непал, туку вакви колиби постоеле и во Македонија. Така што многу ми е мило што сме дошли до тој степен да не мора да седам изолирана во колиба која имам добијано. Меѓутоа уште едно што го спомна
е едукацијата, бидејќи тоа сам првиот чекор при кршење на тие табу теми и формирање на безбеден простор за дебата. Така што е битно да ги едуцираме момчињата и луѓето кои што не менструираат и кој е нивниот удел во ваквата борба. Да, тоа е многу важно прашање што се почесто него поставуваме на девојките, жените, девојчињата со кои работиме и мислам дека одговорот е многу јасен. Едноставно сите учиме за сите други работи заедно, зашто не учиме за менструација или можеби да ни кажам малку попатриархално да сите имаме жени во нашата општество, во нашите семејства или секој од нас изгледа од жена. Бидејќи нели имаме и таа важност на менструацијата. Секогаш за пример ги давам ние TikTok видео што сигурно им излагуваат на сите цело време, тоа се поставуваат прашања за женското здравје, женското сексуално и репродуктивно здравје или систем и секогаш првичната реакција е да се смееме дека не знаат момчињата голем дел од овие работи, а втората однака да се запрашува и кажеш окей, ова е малку поразително што не знам. Самото тоа кога ги исклучуваме момчињата од овие разговори, кога ги тргаме од училницата надвор, им даваме на знаење дека ова не е тема за која тие треба да знаат. Немаат право на глас. Секој во нашиот живот ќе се најде во ситуација барем еднаш да треба да купи вошки за некој друг и многу е важно да се зборува. Кога вие не ги давате информацијата, кога не се информациите дадени за здравјето, за менструалното здравје и не се споделени со момчињата што значи менструација, како изгледа менструација, често овие дупки на незнаење се пополнуваат со некои фантазии за што значи да се менструира. Па тука нечесто ќе сретнете прашања типот, окей, вие може да контролирате кој ќе добиете или кој не, чеки колку крварите, што се случува, крвта нечиста исто така. Многу тоа е еден мит што многу е присутен во нашето општество пред се поради културолошки и терологиски аспект на менструацијата како што се перцепира. Потоа се смета овие се нечисти, па ќе се смееме за овие работи, ќе ги смееме девојчињата кои добиваат. Едноставно одговорот лежи во тоа зошто треба да знаат, едноставно зашто се случува, зашто учите за сите други животни, растенија, за се друго учиме заедно, зошто за менструацијата која сигурно е во нивна близина во некаков формат, треба да бидат тргнати тие разговори. Дополнително моментално како што изгледа нели политичката структура во нашата држава, да спек народ, голем дел од луѓето кои носат улоги, кои се креатори на политики се мажи. И кога тие ги немаат овие искуства или уште помалку немале простор да се информираат за овие искуства, да научат за овие теми, така како нема да биде нели на нивната мапа на интереси или приоритети. И тука би се надоврзала особено во делот не само на менструалната сиромаштија, туку и инвестирањето во менструалното здравје и откривањето на третмани за менструалното здравје, за менструалните нарушувања. Едноставно тоа е една тема на маргините која многу често не ја зборуваме. Кај нас луѓето дознаваат дека не знам се соочувале со некакво менструално нарушување или состојба години, но моментот кога дознаваат тоа најчесто кога имаат проблем да зачнат со нивниот партнер и тоа доаѓа како некаков шок. Затоа е доста важно да се инвестира во менструалното здравје и со цел да обезбедиме третмани за подобар живот. Жените живеат подолго, но не живеат по квалитетно мажите. Тоа е уште еден доказ за потребата да се инвестира во менструалното здравје и генерално во полето на менструални движења од секој аспект. Мислам дека ваквата едукација допринесува и до до изразена подобра емоционална поддршка, освен структурална поддршка на своите партнери и на било која жена во нивните животи. Исто така голема улога ќе играат во полето на иновации, бидејќи ти што кажа кога веќе сме информирани за еден проблем, зашто само пола популација да работи на решавање на одредени проблеми, кои може заедно можеби побрзо да се стигне до некоја нова иновација. Мило ми што ја спомна и стигмата и срамот кај девојчињата, бидејќи повторно според вашите статистики 41 девојче се нашло во ситуација каде што крие улошки или тампони од срам. Верувам дека сите некојаш сме ставиле улошка во ракав, тампон сме го стискале во тупаница. Меѓутоа, дали во Македонија постојат друг тип на достапни менструални производи освен овие за девојчињата? Да, значи генерално оние што се најдостапни и најкористени тоа се менструалните влошки, пред се поради нели различите брендови кои постојат, различите цени кои постојат
постојат, најчесто може да ги најдете генерално во сите поголеми маркети, во исто така и во аптеки. Вториот менструален производ што најчесто не го зборуваме, тоа е тампонот, бидејќи има нека дополнителна стигма во однос на користење на тампон и кој се смее да користи тампон. Но исто така нели со самиот пораст на различни движења за оддржливост, грижа за животната средина и особено нели загрижувачкото ниво на пластика кој се генерира од користењето вогушки, natural fun fact, една вошка се разгради потребни се 500 години. Така со секоја вошка што се користела во вашиот живот се уште не е целосно разградена, што може би е малце предизвикува еколошка анксиозност во однос на каде се движиме. Кои се некои подржливи производи кои што може да ги замениме? Да, значи имаме менструалната чашка, па релативно нова на нашиот пазар, може да се купи во аптеките, може да се купи исто така во други дрогерии. Она што ни достигна менструалната чашка има две работи кај нас. Прва е цената. Цената е малку повисока, но истиот производ може да се користи повеќе години. Чисто поради тоа што се користи за изработка на истиот се користи медицински силикон. Да, беше разбрав дека дури до 12 години мислам дека може да се користи една менструална чашка, само кога се стерилизира помеѓу менструација. Да, значи важно е да се користи правилно и секако самиот процес не е one hit wonder, некогаш мора малку да се адаптира, има различни видови на чашки, исто така, не знам, специфично во една дрогерија имате 3 вида, од кои првата е намената за почетници, па понатаму нели полека се адаптирата. Вториот поголем проблем според мене за одржливите менструални производи е пристапот до тоалети и чиста вода. Генерално тоалетите кај нас не се во склоп на стандардот за одржување на менструална хигиена, што подразбира дека во една кабина тоалет не треба да има само нели школка, туку во истата треба да има и нели мијалник и вода, за да може многу полесно и хигиенски да се сменат менструалните производи. Кај нас намањето на јавни тоалети најмногу влие кон тоа да бидете ограничени колку може да се движите нели со производ, оддржлив производ за менструална хигиена повеќе кратен. Понатаму ги имаме менструалните гакички, што мислам дека се едни од најкористените. Моментално има доста промоција на истите и најчесто луѓето ги користат како комбинација заедно или со вошка или со тампон со цел да се осигураат дека нема да има никаков излив на крварењето. И последно ги имаме вошката за повеќе кратна употреба. Таму исто како и обичните вошки има различни величини, има различни исто така нели колку апсорбирачка мокна и се колку има, но пак моментот со имањето на тоалети ограничува движењето на личноста која ги користи. И последно што не се користи генерално кај нас, но има и така наречен менструален диск. Има многу сличен принцип на функционирање исто како менструалната чашка, само е доста нели не е многу долг, туку е малку поплиток или ако е направен без поредбите. Ваквите менструални гакички или дискови, дали се достапни исто во дрогериите или ексклузивно треба да најрачам импорт некада? Мислам дека дисковите не се достапни кај нас, ама гакичките се достапни, мислам дека ги има во аптека, ги има најразлични компании кои ги продаваат онлайн. Исто така во нас на вошките за повеќе кратна употреба, едни од првите што јас никогаш ги купив беа од не знам локална шивачка која се изработуваше, затоа што тоа е исто така важно во делот на како се менаџира со менструалната здраве, кога е по ефтина на долг рок да направиш, не знам, десетина вошки само да ги користиш и да ги препираш, но исто така го има моментот на колку е нели convenient или нели за секоја личност сама си го прави изборот, така што голем дел од производите се достапни кај нас, но сепак најкористена е вошката. Најмногу затоа што младите не учат во училиште, не ви се представени сите можности кои може да ги за која вистинскиот менструален производ за вас и многу па исто така не ќе ни премногу да бидеме авантуристички да пробуваме нови работи, кога е нешто тоа што го имаме веќе функционира. За тампонот и слично тука би ги ставила менструалната чашка, имаме нели дополнителната стигма дека ја користат само лица кои изгубиле невинност, значи тоа секогаш мора да нели постари жени и моите девојки доста се соочуваат со стигма во однос на значи ти кога користиш тампон сакаш нешто да пратиш некоја дополнителна порака до општеството, што не е така. Ние имавме една кампања Раскини со митовите
мици. Вториот мицо кој раскинувавме дека тампонот од за невиноста и верувајте за прв пат во 5-годишната работа на период Скопје моравме да ги исклучиме коментарите бидејќи најгласните Инстаграм профили беа мажи кои ни објаснуваа дека всушност ние не сме во право, односно тоа е дека едноставно биолошки се одземала невиноста, што пак довидува кон тоа дека мора да зборуваме за овие работи со цел да ги даваме истинските информации и да се бориме против стигмата и митовете. Фала ти, мислам, како последно сите малце ностови се подотвора многу става во ред. Сега да прашам, кои се следните чекори за во борбата против менструалната правда, како може било кој да се вклучи да ви помогне, дали со лобирање, дали преку активирање во вашата организација? Да, мислам дека најважно е влијанието на локално ниво. Знам да девојките кои имаат основа на период Скопје, 30 од Скопје, 1 од Штип и ние често сега одиме во други градови, но сепак на локално ниво најдобро си ги знаете луѓето кои се во вашата општина. Го спомнав акцијскиот план за млади и таму е предвидена таа ставка и многу ни е важно ова малце повеќе да се избутка да стане популарна. Се надевам дека со Еве сега се враќам од Кавадарци, беа поставени 3 диспензери во средните училишта во Кавадарци, каде што за сега преку донација ќе се полнат за средношколките, но има застапување во скоп на општината или во скоп на училиштата со одведен мал буџет, што навистина не станува спор за многу пари, со кои ќе се возможни или континуирано полнење на овие диспензери. Па затоа ни е важно, без разлика дали тоа се младинските совети на локално ниво, дали се координаторите за еднакви можности во скоп на општините, од тука некако да се почне приказна. Ние добивме, не знам, телефонски повици да отидеме на Ботино, Куманово, на други места. Очигледно има потреба за ова тема да се дискутира, но ние сме со лимитирани ресурси, оно што може да го понудиме е нашите, не знам, социјални профили на социјални мрежи, има доста информации на оваа тема. Ние стоиме тука исто така на располагање за каков било нели како вид на консултација и поддршка, но да, мислам дека мора да размислуваме глобално или регионално, но да делуваме локално, бидејќи моќта е во младите, во не само во младите, туку дури луѓето кои се вклучени преку различни нели улоги во градење на подобри заедници и заедницата најдобро си знае нели своите потреби и барања. Фала ти многу, мислам дека најнапред би извела да се реобмисли она што е нормално, но да искажеме емпатија примерно преку само едукација и разрешување на ваквите митови во нашата организација и преку поддршка на нашите локални организации кои што се борат за менструалната правда. Теодора, фала ти премногу што ни беше дел од Секси Мало Легаси. И тоа, Секси екипа, се гледаме нареден пат. Чао, чао!